Геноцидот во Сребреница представува еден од најголемите неуспеси што оставил траен и темен белег врз човештвото, порача председателот на Собранието Африм Гаши во своето обраќање. Нагласи дека геноцидот не започнува со звукот на оружјето, туку со рамнодушноста кон насилството, додавајќи дека токму затоа улогата на институциите е од суштинско значење. Është e vështirë të imagjinojmë se si pikërisht 31 vite më parë askush nuk e dinte se nesërmja e tyre nuk do të ishte e zakonshme. Ajo e nesërme do të shuante mira jetë dhe do të ndryshonte rrënjësisht mira të tjerë. Por më e rëndësishmja, ajo do të shënonte një ndër krimet më të mëdha kundër njerëzimit, ose më saktë, dështimin më të madh të njerëzorës. Sepse Srebrenica nuk i përket vetëm një populli, as vetëm një shteti, as edhe vetëm një gjenerate. Gjenocidi i Srebrenicës është vula e zezë e ndërgjegjes së njerëzimit. Геноцидот не е природна катастрофа па да велиме се случил, туку тој е испланиран и извршен против еден народ, во овој случај бошњаците, вели академикот Ферит Мухич. Значи никако да не се зборува се случи, не се случи. Извршен е геноцидот. Тогаш имаме работа, бидејќи е организиран, реков, во генералштабот, извршен, поддржан, планиран и така натаму, тоа е проект. Целиот проект е геноциден. Меѓутоа, секој геноцид, секој масовно убиство не може да биде во афект. Не можете 8.000, 9.000, 10.000 души да испотепате без огромна организација. Што се однесува за повиците за простување, Мухич додава дека никој тоа досега не го побарал, туку напротив, оние што го извршиле геноцидот и 31 година подоцна го негираа тоа. Додава дека никој не може да прости во името на оние кои страдале и се убиени. Според Джевад Хот, Сребреница не треба да се спомнува само еден ден во годината, таа мора да биде врежена во колективната меморија, во образовната програма, бидејќи само преку вистината ќе се спречи да надвладее омразата. Srebrenica nije samo geografsko mjesto, ona je simbol najvećeg stradanja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Ona je ime koje podsjeća koliko daleko može otići mržnja kada se pretvori u državnu politiku, kada propaganda zamijeni istinu, a šutnja međunarodne zajednice postane prostor u kojem zločin dobija priliku da se ostvari. Аднан Азизи, председател на Комитетот за односи меѓу заедниците, истакна дека Сребреница представува рана што не заздравува и потсети дека зад бројките стојат човечки животи. Во Сребреница не било нападнато само едно население, туку самото човештво. Осврнувајќи се на мултиетничкиот карактер на државата, Азизи нагласи дека со животот и меѓусебната почит се чуваат преку силни и одговорни институции, упатувајќи порака дека споменот на жртвите никогаш нема да биде заборавен.